Постои едно чувство, една вознемиреност што сите ја препознаваме, дури и кога не знаеме од каде доаѓа. Денес зборуваме за писателот што и даде име на таа состојба. Се разбира, станува збор за Франц Кафка. Ајде да видиме за што се работи. Ајде да почнеме со една слика. Една мисла што е колку едноставна, толку е вознемирувачка. Замислете едно сосема обично утро, секојдневната рутина целосно да се распадне на најбизарен можен начин. И што е најстрашното, ова не е сон, не е кошмар од кој може едноставно да се разбудите. Ова е новата, абсурдна реалност за ликот на Кафка, Грегор Замза. Но ова не е само хорор приказна, ова е алегорија за нешто многу, многу подлабоко. Значи, оваа приказна не е само за инсект. Таа е за нешто што го доживуваме и денес. За чувството на безвредност и невидливост. За тоа што се случува кога некој ќе престане да биде, да речеме, користен за светот околу него. И ова не носи до главното прашање. Како е можно еден писател, кој творел пред цел еден век, денес да звучи порелевантно од кога било? Па одговорот се крие во неговиот живот и во тие светови што ги создал. Светови кои, да бидеме искрени, застрашувачки многу личат на нашиот. За да го сватиме неговото дело, прво мора да ги разбереме двата столба на притисок во неговиот живот, неговиот авторитативен татко и неговата работа во канцеларија. Токму таму, во таа тензија, се родила неговата анксиозност. Значи, на кратко, еве ги фактите. Роден во Прага, докторирал право, со години работел работа што не ја сакал во осигурителна компанија и поучинал премногу млад. Но тоа е само површината. Зад овие голи факти се крија цел еден универзум на внатрешен конфликт. Сега, тука станува навистина интересно. Не може да се зборува за Кафка без да се спомне влијанието на неговиот татко, еден строг, доминантен човек. Оваа врска, таа го родила неговото доживотно чувство на вина и на инфериорност пред секаков авторитет. И токму таа тема ќе стане рбетот на неговите најголеми дела. Ова е совршен приказ на неговиот двоен, расцепен живот. Преку ден, тој бил само уште еден бирократ, заглавен во работа што ја презирал. Но ноќе се случувала трансформацијата. Тогаш тој очајнички се обидувал да ги преточи сите своји стравови и фрустрации на хартија. За него, пишувањето не било хоби, било, како што самиот вели, негова форма на молитва, единствениот начин да преживее. И токму во тие долги ночни сесии, неговата лична мака се претвора во нешто универзално, во кошмари на хартија што го дефинираат модерното искуство. Да ја земеме преобразба. Штом Грегор Замза повеќе не може да работи, да носи пари дома, тој станува ништо повеќе од товар, дури и за сопственото семејство. Пораката е сурова, но јасна. Во модерниот свет, вредноста на човекот е директно врзана за неговата продуктивност. А ако не си корисен, не вредиш. Процес е можеби врвниот кафкијански кошмар. Замислете, Јозеф К. е уапсен од некој невидлив, тотално абсурден систем. А зошто? За какво злостворство? Никој не му кажува. Ова е совршен приказ на она се присутно лепливо чувство на вина, кога се чувствувате виновни, ама не знаете зошто. А потоа го имаме замокот. Тука протагонистот е заробен во еден бескраен бирократски лавиринт. Цело време се обидува да стигне до некој недостижен авторитет во замокот, но никогаш не устава. Секогаш има уште една канцеларија, уште еден документ, уште еден шалтер, еден бескраен круг што не води апсолутно никаде. И тука се поставува прашањето. Како овие кошмари, напишани пред 100 години, станаа нашата реалност? Тукму тука лежи неговото огромно, трајно наследство. Неверојатно е да се помисли дека Кафка умира на само 40 години. И пред смртта имал една последна желба за својот најдобар пријател, Макс Брод, да ги запали сите негови необјавени ракописи, целото негово дело. За наша огромна среќа, Брод одбил да го направи тоа. И токму затоа што Бројд не го послушал, денес ги имаме неговите брилијантни диагнози за модерната состојба. Чувства како отуѓеност, абсурдност, вина, моќта на безличните системи, бескрајната бирократија и секако стравот и анксиозноста. Тој беше еден од првите што им даде име и форма на овие чувства.
Неговото влијание е толку големо, што неговото име стана придавка. Кога велиме дека нешто е кафкијанско, сите знаеме на што мислиме. Тоа е онаа фрустрирашка, целосно бесмислена ситуација. Да речеме, кога чекате со сати во ред за некој документ, само за на крај да ви кажат дека сте на погрешен шалтер. Или уште помодерно, кога некој алгоритем ќе ви ја блокира сметката, а едноставно не постои човек со кој може да разговарате. Ете, тоа е кафкијански. И токму тука лежи неговата морничава, речиси пророчка релевантност денес. Сите тие негови кошмари за безлични, невидливи системи што ни ги управуваат животите, па тоа стана нашето секојдневие. Неговите приказни веќе не се само фантазија, тие се практично прирачник за живење во 21. век. Значи, поентата е оваа. Кафка не пишувал за чудовишта, тој пишувал за нас, за модерниот човек, изгубен во систем што не го разбира, кој се чувствува виновен без да знае зошто. И тоа не остава со едно последно, можеби најважно прашање. Во овој свет што тој толку прецизно го нацрта, дали сме ние архитектите или сме затворениците?